Се враќаме назад во студио. Втора тема која што ја третираме денеска во студиото е токму реконструкцијата на владата најавена од премиерот Зоран Заев во февруари. На таа реконструкција жртва или пак оправдано заменува актуелниот министер Роберт Алогјозовски. Мој гостин е Никола Гелевски од Асоциацијата Јадро, која што опонира токму на оваа одлука Алогјозовски да замине од таа позиција. Опониравте, се разговаравте со Алогјозовски, дали ви се објаснети причините? Не разговаравме со Алогјозовски, ниту па нашата првична, да речам, идеја е да го задржиме Роберт Алогјозовски на министерската позиција, бидејќи Роберт и покрај тоа што е прилично компетентен гледано формално, стварно еден од ретките што ги познава современиве европски политики и стратегии, се што се случува ново на тоа поле, а такви стварно нема многу луѓе во земјава, може да се 10 она. Се на се, значи покрај тоа негово знаење, мислам дека покажа доста слабости, доста пропусти. И во некоја рака дури би рекол дека е еден од тие министри што не одговорија, да речам, на највисоките очекувања на јавноста. Иако знаете, јас сум пристрасен нормално, ја следам таа област, човек сум од културата, не се ни разбирам толку во областите на другите министри за да бидам толку компетентен. Така што сум неправеден на Роберт. Сега кога велам, моите стандарди се високи, како треба да работи министерот на таа позиција. Велам, не сакаме го сочуваме по секоја цена Роберт. Не беше доволно енергичен, не беше доволно дури артикулиран, би рекол, не беше организацијски доволно култивиран, не ги посложи работите онака од старт, не наметна некаков авторитет, не само во рамките на собственото министерство, туку би рекол и пошироко. Така што не е овде грбот и кожата на Роберт, него кој доаѓа наследник. Па да речеме воопшто односот спрема Министерството за култура. Мислам дека воопшто СДСМ, не само владата, не само Заев, туку СДСМ со децении има поценувачки, тоест незаинтересиран однос кон полето на културата, кој се покажа колку ужасно е важно низ Скопје 2014. Се покажа низ 300 други работи, нашето клучно политичко прашање сега името, и тоа е еминентно културно прашање, воопшто идентитет, сето тоа. Така што не ми е јасно зашто на СДСМ не му доаѓа памет во таа област и зашто министерството го користат за баш за пазарење. Тоа се разбира, не значи дека секој кандидат што доаѓа од албанскиот политички блок или од БЕСА, ние во независниот културен сектор ќе го дочекаме на клоци, како да кажам. Апсолутно не. Дај Боже да дадат компетентен човек, но сме скептични според досегашните искуства. Го знаете Асеф Адеми и наследникот на... Мислам никој не го знае. Така што... Поранешен амбасадор во Данска. Дури ни биографијата не му е објавена уште, тоа исто чудно во земјава. Би требало на такви места да се ставаат луѓе кои имаат авторитет во јавноста, кои се познати во јавност, или макар во тој стручниот дел на јавноста. Човеков апсолутно никој нема појма, дури мислам дека немаат појма никаков амбасадор бил, да го занемариме овој културниот аспект на работиве. Така што ќе видиме, немаме ништо против луѓето. Дури знаете, ја би рекол, мислам конкретно луѓе од моево здружение, асоциација, имаат, например, проблеми воопшто со БЕСА која е идеолошки доста десно и е националистичка. Јас тука дури би бил она, како кажам, по-благонаклон, по-бенеген, би му дал шанса на човекот. Нема да ја квалификуваме како таква, бидејќи не се ни изјасниле како такви. Тоа се индивидуални перцепции на луѓето. Во кампањата има доста нагласени националистички тонови, но и велам, не мора Министерството за култура да биде, дури ако владата е, да речеме, левичарска или централно левичарска, не мора да биде и министерот. Јасно ни е на сите во оваа земја дека политиката е компромис, дека ова е влада која брка мнозинство во парламентот. Тоа ми е јасно, тоа не сме мали деца. Така што не мора она баш да се залага за идеолошките леви опции, но мора да биде компетентен. Така што без тоа... И па господин Гелевски, нели е избрзана реакцијата ако не знаеме кој е Асеф Адеми, мислам како асоциација не знаете кој е Асеф Адеми, меѓутоа одржавте веќе еден протест пред Министерството за култура. Протестот е наменет заради пазарењето или заради Адеми, бидејќи еве самиот рековте дека бидејќи доаѓа од БЕС. Да, тоа е голема причина за загриженост, самата според нас националистичка платформа на БЕСА. Но ви велам, оваа влада веројатно
не може да се одржи поинаку, освен ловејќи гласови, тенко е мнозинството, и тоа е јасно. Така што нашиот протест не е толку, како кажам, пикиран, маркиран кон самата промена, туку алармираме на посериозен, поодговорен однос кон самото Министерство за култура, кој според нас е едно од најважните министерства, иако го третираат, и тоа баш СДСМ, пак повторувам, ко небитно министерство и ко министерство кое е добро баш за пинг-понг, за нати го дај ми го. И во таа смисла тоа многу не загрижува не само за пак да не ни се случи некаков ужас кој што е Скопје 2014, кој главно беше диригиран низ Министерството за култура, тоест Министерството за култура беше злоупотребено, изманипулирано од мафијашите. Туку се плашиме и дека клучните идеи на СДСМ и на оваа нова, да речеме, антинационалистичка влада може да бидат загрозени со еден министер, прво, некомпетентен, а второ, кој е таму ставен за да ги тера своите етнички каузи. Тоа би било многу опасно. Да, ама во моментов не знаете дали е компетентен или не, бидејќи не сте разговарале, не ја знаете неговата биографија. Веројатно времето ќе покаже дали сте биле во право. Тоа е загрижувачки. Не. Тоа е загрижувачки. Какво е вашето мислење за, бидејќи бевте поддржувач на шарената револуција, вашето мислење за сите поддржувачи на сегашната опозиција на ВМРО ДПМН, кои што велат активисти на шарената револуција завршија во Министерството за култура кај Роберт Алогјозовски? Не, тоа ми е окей, знаете, земјава е опустошена. Мислам, очајно е на сите нивоа. Знаете и самите, мислам, живееме овде, тешко е да се избегне тоа чувство на депресија и на безнадежност, како да ја кажам. Така што не би сакал понатаму тоа да го репродуцирам. Као вие се продадува, па луѓе, мислам, зашто да не, кој да биде политичар, за некакви такви како кажам, безлични идиоти. Политичар едно, кабинет е друго. Мислам, луѓе кои што се у административниот дел на самиот министер. Гледате, клучно е, мене ми се чини баш волјата да се променат работиве во моментов. Така што ако они упагаат воен механизам кој е безнадежен, тогаш е стварно тоа ужасно. Ако тие луѓе вложуваат напори, не само тие луѓе кои директно учествувале во така наречената шарена револуција, туку и сите добронамерни луѓе кои влегле внатре за да променат нешто и за да колку толку ја порават земјата после тие 11 години пустош, тогаш е окей, немам ништо против нив. Од една страна точно, да, се ослабува културната сцена, невладината сцена, сето тоа, ама кој го нема тој проблем? Било кој бизнисмен прашате го истото ќе ви го каже, нема луѓе, као компетентните луѓе бегаат од земјава. Да, точно е, со тие 10, 20, 50, 100 луѓе, не знам колку отидоа во владините служби, да речам од активистичкава сцена и од културната сцена, нашава сцена ослабнува. Но окей, ќе го проголтаме и тоа доколку се зајакнат компетенциите, да речам, па дури и идеалите и сето тоа на државниот апарат. Но ако тоа не се направи, ако вие се втопат во тоа, ако ги уништи машината, тогаш е трагична целата ситуација. Изводливо е од административец во една влада да се вратиш на активизмот. Зборувам за луѓето кои што веќе беа, дали тоа би биле на некој начин владини војници на улица или активисти. Бидејќи јас познавам многу квалитетни луѓе, без разлика дали во едниот табор на двете најголеми политички партии, дали во другиот, кои што си ја знаат работата. Значи, луѓе кои што влегле во административниот дел, но да променат нешто од внатре. Но дали е дозволиво после таквото владино вмешување да се вратат пак на улица како активисти? Не знам, не, во животот е се дозволено, знаете, имате право да бидете фашист, денес, сутре комунист, тоа за жал често и се случува, така што дури со активизмот. Што се однесува до конкретната претходна власт и активистичките ангажмани на сегашни некои, знаете, би рекол баш опасни, деструктивни луѓе кои многу придонесоа земјава да отиде по ѓаволите, тогаш сум крајно скептичен. Мислам, тоа ми делува толку лажно, толку лицемерно, дека они сега се залагаат као за демократија, за култура, гледам баш на јадро ова сопштенијево заради кој вие ме викнавте, одма тие курири, републики, одма го принесува до вчера, не апсеа, не тепа, по судови не дава, сега ги пренесуваат нашите сопштенија во кои искажуваме грижата за културата на Македонија, која Груевски ја згази, они не писна ни една секунда. Така што за нивниот активистички ангажман и воопшто грижата за земјата и граѓаните, тоа не дам две пари. А дал во еднина ке се повтори нешто слично, ова вие што велите? Не, дали е воопшто дозволиво за еден активист? Сепак се релативно кратко овие и
да им даеме шанса. Мислам, не убива сите, ви велам. Ја дури покрај тоа што стварно гледам дека некои работи стварно одат по погрешна насока, се уште не се смелувам да бидам премногу остар, бидејќи 11 години ова се уништуваше онака цигла по цигла целава земја. И сега само за година дена да се промени не, ама многу е важно пред се Заев, очигледно он е клучната фигура овде. Он во случајов го бира и министерот за култура, а и генерално каква е нели земјава поданичка, нели еден авторитет мора сите да не води, тоа исто лошото наследство на Груевски. Како и да е, Заев мора да даде некакви сигнали дал кога сруши таа проклета ограда која вети за овакво, дал споменици, дал згради, дал мислам ужасно е да живееш со наследството на тие 11 години она пропаст и катастрофа. Во тој дух, како да кажам, со тие луѓе, со тие инерции, со тие политики, не е доволно целата политика, целата енергија да биде компромис со Грција, ЕУ, НАТО. Мислам, дај работи ти секојдневно на ЕУ и НАТО, не очекувај дека потписот од Брисел и од Вашингтон ќе ти обезбеди туку така подобра иднина. Така што тука, да речам, лично се моите разлики со сегашната номенклатура. Они проценуваат дека целата енергија треба да биде кон Брисел и Вашингтон и кон Атина, да речеме. Ја не сум сигурен. Ја мислам дека културно прашање секогаш било ужасно важно, во моментов е исто толку важно, а како стојат работите допрва ќе станува одново важно. Слушајќи ве, ако ве прашам сега која е најголемата дамка на културата во Македонија, веројатно одговорот можам да го дадам и сам, Скопје 2014. Несомнено. Тоа е таков ужас од кој ќе се опоруваме со децени. Па гледате, тоа исто покажува, како да ви кажам, и немоќта и дури како да ви кажам, политички тоа е можеби најосетливата точка на целата сегашна власт. Не може дури ни во мали дози да се справат со тој ужас. Меѓутоа, преку, или да кажем, приближно пола-пола поделени се мислењата, некои луѓе најдоа нешто во тие споменици, најдоа значење, најдоа, ако ништо друго, најдоа примеси на некоја си метропола која што претходно немала ништо. Не, нема ништо таму. Тоа е чист ужас. Тоа е дури да го занемариме, јас тоа изборам малтене од 2009-та. Тотално не е битно тоа мотивите на тие споменици. И Александар Македонски за тоа. Тотално не е битно. Сакаш да си антички, имаш право да си антички. Ја не сакам да сум антички, ама со самото тоа што не дозволувам некој, нели, мене ми го наметнува идентитет, не сакам ја никому друг. Ако сте ви антички, добро, немам никаков проблем. Правите се и споменици со тоа. Но технички, уметнички, тоа е тотална беда. Зградите, тоа е пропаст. Сериозни архитекти и анализи зборат дека самото одржување на тие ужасни згради, кои се мафијашки сделки, ништо повеќе, таму е штедено на се. Тоа е наплатено 10 милиона, чини 1 милион. Кој со спомениците? Знаете, ги наплатува по 2-3 милиона, овие околу Камени мост, самиот Александар Македонски на поштад. Така тоа е чист криминал, мислам и чист фушерај, поплавени се зградите доле, ништо не функционира. Случајот на архивот. Ви зборуваме од таа функционална и естетска смисла, тоа е апсолутно бесмислено. А оваа другава димензија, ви велам, тука им дозволувам на луѓето да мислат како што сакаат. 80 милиони евра беа најавите на тогашниот премиер Никола Груевски во собранието, дека ќе чини целиот проект. Според бројките на Призма, некаде околу 600 милиони евра излезе целиот проект. Тоа е огромна разлика меѓу едната и другата сума. За Логјозовски би ве прашал за крај. Дали онаа годишна програма на грантови, која што заврши неславно, беше критикуван поради програмата која што веројатно комисијата во Министерството не обрнала доволно внимание, завршија над 2 милиони денари во Сдружение на албански артисти во Тетово, завршија пари за концерт на Бернаис пропаганда, која што не знаела дека всушност има концерт, па тоа било од претходната програма. Дали ова токму дамката на разрешувањето на Логјозовски или е чист политички пас? Гледате, жал ми е што имаме кратко време, а многу е важно прашањето. Во Министерството на култура, дали со Груевски, дали пред тоа така било, скроз се поделени работите на албанци и македонци. Мислам, таму еден човек, јас знам бидејќи сум издавач, еден човек од издавачката комисија решава за сите албански проекти и ради тоа се можни вакви ужасни грешки, па би рекол дури и корупција, и местенки, и клиентелизам и се до тоа. Македонскиот дел од комисијата оваа година беше исклучително чесен и вреден. Тоа речиси никој не може да им забележи, мислам многу студиозно ги претресува сите апликации. Зборам само за мојава област, што ја познавам доста внимателно.
Ама дури во мојава област, во издавачкиот дел имаше ужаси, ради кои таму имаше и некакви драми и оставки во таа издавачка. Така што тоа стратешки тоа мора да се реши. Ако БЕСА, ДУИ, воопшто албанските партнери на СДСМ сакаат искрено да ја поправат државата, министерствата, сите механизми, целиот апарат, мора да тргнат баш од терен, од самите министерства, па дури од локални овакви, мора да се решава според компетенција, според бодови, стварно најдобрите проекти да зимаат пари, а не затоа што ова албански или македонски, затоа што тој решава и близок до оваа или до онаа опција. Така што Роберто Лагозовски не успеа да го надмине тој проблем, ама како да ви кажам, тоа е толку тешко за надминување што не можам тоа да му го ставам ко греф. Можам и му го ставам ко греф, ама кога гледам дека ни Заев, ни никој со прст не мрднал тоа да го промени, таа тие етнички ровови во самата влада, длабоки, тогаш не е фер ни спрема Лагозовски тоа да го. Господин Ангелевски, ви благодарам за одвоеното време, толку имаме време во студио 1, како што е практика, еве, и за вас следува книга, последното дело на Санта Аргирова, Времето на Перонов како сеќавање, и се надевам дека ова не е последен пат вие да гостувате во ова студио 1. Фала за поканата, да.